Светлопис раскази за деца. Зошто црвеното јајце е символ на Великден? Јајцето по својата природа изгледа како нешто затворено, тивко и безживотно. Но во неговата внатрешност се крие живот. Затоа, уште од древни времиња, јајцето било знак на раѓање и нов почеток. Во христијанството, оваа символика добива уште подлабоко значење. Лушпата на јајцето станува слика на запечатениот Христов гроб, а животот што излегува од него слика на неговото воскресение. Така, едно едноставно јајце станува тивко сведоштво за неголемото чудо, дека животот победува над смртта. Но зошто јајцата треба да се бојадисуваат во црвено? Црвената боја во христијанската традиција според некои кажувања ја означува крвта Христова, крвта пролеана на крстот за спасение на светот, но истовремено тоа е и боја на победата, на радоста на животот. Во црвеното јајце се соединуваат крстот и воскресението, жртвата и победата, смртта и животот. Покрај оваа богата символика постои едно древно црковно предание, поврзано со Света Марија Магдалена. Според ова предание, по воскресението Христово, Марија Магдалена отишла во Рим кај римскиот император Тибери и му принесла едно обично јајце, како што било обичај да се дарува на владетел. И тогаш му објавила радосната вест: Христос воскресе! Царот не поверувал и како знак на своето сомневање рекол дека тоа е невозможно, исто како што е невозможно едно обично јајце да стане црвено. Но во истиот миг, јајцето во незината рака станало црвено. Ова предание не е дел од библиските текстови, но е длабоко вкоренето во животот на црквата и се сведочи низ вековите, особено во иконографијата, каде што Света Марија Магдалена често се прикажува токму со црвено јајце. Подоцна се развива обичајот на боење јајца за Пасха, кој постепено станува составен дел од празничниот живот. Особено значајна е и врската со Великиот пост. Во текот на 40-дневниот пост, а потоа и Страсната седмица, верниците се воздржуваат од храна, како јајца и млечни производи. Затоа на Пасха, јајцето повторно се појавува на трпезата, не само како храна, туку како знак на радост, на полнота и благослов. И денес, кога на Великден се поздравуваме со зборовите Христос воскресе, навистина воскресе, и кога ги кршиме црвените јајца, ние не повторуваме само еден стар обичај, ние учествуваме во една жива традиција, што се пренесува од генерација на генерација. Традицијата што не потсетува дека Христовата жртва не завршува со смртта, туку се преобразува во победа, и дека како што животот излегува од јајцето, така и светлината на воскресението излегува од темнината на гробот. Затоа, црвеното јајце не е само символ, тоа е тивка проповед. Проповед дека животот победи, дека љубовта е посилна од смртта и дека светлината никогаш не згаснува. Светлопис за деца.